Добро вечер. Бегот од Гостивар решил да се врати во криминалниот казан на Дуи. Затоа влен ќе остане вистинскиот штит на албанскиот народ. Ова се само последните пораки во низата која цел еден месец ги потресува внатрешните односи во коалицискиот партнер на ВМРО ДПМН, може би најмногу индуциран од еден сосема друг акцелератор, нема дилеми, тоа е Мала Речица. Но прашањето е како одеднаш Арбен Таравари стана деноминиран во обичен мал локален бег само после една година, кога токму истата таа влен ја славеше неговата одлука да го напушти јатото кое заговараше за етнички европски фронт во кој би биле и Алијансата, и ДУИ, и СДСМ. Тогаш немаше теми од типот колку е важна лојалноста, колку е важно да се држи до зборот, колку договорот е над сите други работи. Прашањето на довербата, кој со кого и исцртувањето на линиите може се, освен ДУИ, изгледа нема никаква морална точка. Сите биле со ДУИ, кога ќе ја добиеле понудата да влезат во владата. Сите пробале се раситнували и излегували кој ќе го земат опозицијското столче, тогаш скоро ништо не чини, повторно тргнува старата песна дека единствената смисла на борбата во албанскиот кампус е да биде одвлечка на ДУИ во нивното од криминално дувло во Мала Речица. Зашто е всушност сега борбата последен месец јавни вербални стрели кои покажуваат дека ништо во политиката, од креирањето важни политики за граѓаните, не е толку важно колку кадровирањето и столицата. Ниеднаш досега не се судриле така жестоко околу ниту еден владин предлог, околу ниту еден закон, околу ниту еден важен општествен договор, подеднакво важен за сите граѓани. Ова е само потврда дека отворањето на Пандорината кутија што ќе се прави на локалните избори и како тие понатаму ќе повлечат линии околу другите важни столчиња за политичарите е поважно од одговорноста за обврските кои ги превселе. Не е помалку чесен во таа игра ни председателот на ВМРО ДПМН. И тој не така одамна по предходните локални избори објавуваше фотографии од собранието во кој во тоа друштво дури седеше и актуелен министар во владата, тогаш од партијата БЕС. Тогаш не беше пречка дека некои луѓе припаѓаат на други формации. Можноста да се оствари целта секогаш ги реметела тие линии. Прашањата или испрашувањето од премиерот ќе дојде да ми каже се гледал или не, што планира, со кога ќе оди. Исцртува нови линии во кои не е договорот и коалицијата во владата за политики кои треба да ги спроведе владата. Тоа стануваат чудни поседи во кои секој мора да пријави со кого ќе комуницира. Сепак прашањето што е тоа што го извлекува Таравари од оваа јато, кои се неговите проценки, какви се ветувањата што ги добил, има ли навистина план или ДУИ, мајсторски од Мала Речица во невозможна ситуација, успеа да го разбурка тој брод на вреди и тоа да отиде преку линијата која беше најмалку очекувана. Арбен Таравари сепак во оваа друштво е единствениот кој што може да се опише како наследник на опозицијската култура потекната од ДПА па преку Алијанса за албанците и сега конечно можеби тој ќе треба да тропне на вратата на Зијадин Села кој што претходно го прогласува за вистински предавник на опозицијската битка на Алијансата за албанците. Кој ќе им го фати крајот? Понудата и местата се секогаш важни, а политичките игри со особена страст во заднина за интересите на граѓаните, вообичаена навика на македонските политичари. Што од другата страна исчекуваат, знаат или наблюдуваат другите актери? Мој вечерашен гостин, председателот на Алијанса за албанците, Зијадин Села. Добро вечер. Добро вечер. Сега во правна смисла дали сум точна? Бидејќи кога ве опишуваме медиумски, велиме крилото на Алијанса на Села, крилото на Алијанса на Таравариот и
правната разрешница не е завршена, спорот е пред апелација, но во првостепената одлука клучевите се кај вас. И на еден повик на таравари ние донесовме одлуката, ќе одиме сами на овие локални избори, вратата на Алијансата е отворена, вашиот одговор е: која врата? Тоа е мој дом и моја врата. Ти немаш ниту дом, ниту врата. Тоа се реферира на тоа дека го нема печатот на партијата? Добро. Мојот одговор беше символичен, повикувајќи на една традиција албанска, според која куќата припаѓа на гостинот и на Господ. Од кој се викаш куќа кога имаш чесен домаќин, кој си има збор и не лаже, и во тој случај има куќа. И кога ќе велиш за една куќа дека е голема врата, тоа не се однесува физички колку има таа големина или колку е голема таа врата, неко колку е чесен тој домаќин на таа врата или на тој дом. Не знам, може да биде на многу мала куќа, сиромашна, ама во моментот кога има домаќин, кој си има збор и беса и не лаже, тоа е голема врата, се вика. Според нашата... дека и вие сте излажале на претходните избори, одејќи во... Не, сега за тоа ќе дискутирам. Според наша традиција, тоа е, и плюс пораката дека на крајот на краиштата, не знам, нема никој право мене да ме повика на тоа што е символично мој дом. Јас ја имам креирано заедно со другите, ништо сам не можев да направам. Ова политичка структура и за волја на вистината за многу кратко, од 2015 кога се регистриравме, за 2 изборни циклуса веќе бевме втора политичка опција кај албанците со една ситуација вин-вин, како што е емисијата во 2020, кога немојте да заборавате, имаше изјава на господинот Амети во тоа време, вечерта на изборите, дека ДУИ имат освоено 12 пратеници, колку што имаше и Алијансата за албанците, и после 3 дена снема, не знам, систем од ДИК, и после излегува резултатите 15 со 12. Нели? Сакам да кажам дека за многу кратко време ние направивме партија, која беше конкурентна во политичката сцена, поради сериозноста и пред граѓаните. Јас секогаш сум сакал како председател на партија да давам јасна порака дека политиката не е тоа што ја имаме сега, не е тоа што треба да биде. Ако има некоја професија каде повеќе треба да значи дадениот збор пред граѓаните, тоа е политиката. Ако сакаме да градиме иднина, не може да и градиме иднина преку лажни ветувања, преку, не знам, праење влади и на крајот после 4 години да завршиме на ништо. Да стагнираме на место, и ситуации кога и се враќаме назад, нели? За овој политички период, Алијансата за албанците испорачала и многу работи како политичка опција, беше она катализатор за промени што се случија и во 2016. Без Алијансата за албанците, во 2017 немаше да имаме промена на власт. Алијанса за албанците беше клучниот фактор, бидејќи со тој момент се отвори можност за да се постигне договор со Грција, заврши Преспанскиот договор и ние денеска сме членка на НАТО. Не тврдам дека само ние го направивме тоа, него ние ги направивме најтешките чекори, иако бевме мала политичка партија, само со 3 пратеници во тоа време, него бевме одлучни. Не тврдам дека другиот дел од тоа што се договаравме со тогашната власт отиде све како што треба. Напротив, јас и на СДСМ, бидејќи во тој период ние после овие промени заминавме во опозицијата, мислам дека СДСМ даде голем придонес за да граѓаните
во Северна Република Македонија да ни се разочарат. Да доаѓаш со големо ветување, дека нема правда, нема мир. И ништо за тоа да не правиш, него да поминеш од еден судски систем кој се контролира од една политичка опција во друга политичка опција, то не е правда, то не е правна држава и за жал ние не можеме никако да излеземе од овој циклус на тој феномен, бидејќи денеска за жал истото ни се случува. Не се важни имињата на, не знам, судии, обвинители и така натаму. Важен е проблем е фактот што на некаков начин чинителите на судскиот систем кај нас одма се прилагодуваат кон власта. И тука сериозно треба да се работи каде одиме и што сакаме да градиме. Сега, во тој поглед, мислам дека за жал, да се вратиме на темата, Алијансата за албанците, придржувајќи се кон ова мото, дека на крајот на краиштата, ако одиме по дефинициите кои ги има, кои се за демократиите, една од дефинициите кои мене повеќе ми се допаѓа е дека на крајот на краиштата демократијата е одговорност пред ветувањето кој го даваш пред граѓаните. И така ние успеавме да испорачаме нешто. И законот за јазици. Да не беше Алијансата за албанците и нашата одлучност за да имаме закон за јазици. Немаше ден денеска да имаме нов закон за јазици кој се донесе 2017. Од ова политичка опција ја сакав да градам и стандарди. 2022 година ја дадов оставка за локални избори во Тетово, само за советници. Така. Сакајќи да пратам порака дека да, и одговорноста е дел од политиката. За жал, одлучив да покажам морал во една тотална морална средина. Моите чекори во тој поглед, бидејќи не може одговорност да се бара од председател и никој не го бараше таа одговорност од мене, за локални избори само за советници, не знам, во некој си општина. Ама јас во тоа време осетив дека целта е на организмот му треба нов импулс и дека вашата жртва може... Целта е да се подели. И тука актер беше господинот Аравари. Во моите обиди, за да спречам поделба на Алијансата за албанците, јас го назначив председател на партијата, верувајќи дека целта му е кариерата и да стане председател на партија. И многу пати после тоа, од кога веќе се направи поделбата, јас сум давал изјава. Вистината за моето повлекување не беше резултатот во Тетово, него тоа што не очекуваше во Гостивар. Јас не сакав Алијансата за албанците од втора политичка опција со позиции за да стане прва, без овие промени, не знам, на деривати и такви работи што се случија, бидејќи тука веќе доаѓа граѓаните би се прашували и се прашуваат каква промена ова кога имаме промени на имиња на политички партии, а политичките актери се истите кои 20 години владееле. Во таква ситуација јас дадов оставка за да не ми се случи истото во Гостивар и да ја чувам партијата и да биде добитна партија. За жал, ни тоа не беше доволно за да спречам, за да се случи тоа што се случи. Сега, дајте ми вие одговор во која врата и во која куќа ме вика мене Арбен Таравер. Па, некако не мислам дека ве викаше вас, туку
кога ќе тргнете во една ситуација, во едно сценарио во кое ударите стигнуваат од сите страни, вие сте донеле одлука дека ќе одите сами, нормално е да се обидете да испратите пораки дека тоа е некаква отворена куќа, впрочем ни вие немате лична карта на таа адреса, бидејќи во некаква евентуална сега разврска, дури и пратениците, ако излезе од влада, дури и пратениците би биле независна пратеничка група, бидејќи тоа крило на алијанса во некаква смисла регистрација, политички субјект не е тоа. Сакам само да поминеме... По ова прашање, ево ја искористувам можноста да им се обратам на пратениците, дека јас сум отворен за нив. Знаат тие дека сум ги почитувал многу, дека сум имал време за објаснување и на политичката ситуација, и за политички насоки. Сум ги бранел кога имал потреба за тоа. И, за жал, можда во еден момент верувале во нешто лажно, ама веќе кога се покажа дека е лажно, време е да си дојдат и да бидат тоа што се. Пратеници на Алијансата за албанците. А тие пратеници, без разлика на поединечно име и презиме, секогаш биле горди, секогаш кога јас ги представував тоа што го говореле во говорница на собранието или надвор, секогаш има моја поддршка. А за жал, за овој период сме имали случај кога исти пратеници се соочувале со одговор од страна на премиерот и после, за жал, требале да молчат, бидејќи не им стоел никој за грб за да ги брани. Па добро, за доцнето после Калил Снопче морал да праша што всушност треба да кажеме или не треба да кажеме. Прва пауза за реклами, па ќе тргнеме со детали околу оваа калварија за која не сосема разбираме што беше иницијалната каписла и што донесе до ваква ситуација. Господине Села, за нештата да станат појасни, од почетни наративи дека не може да има толку штета по Таравари, за најава дека е отворен за комуникации, веќе остварил некакви телефонски комуникации и дека го подготвува својот пат за кој ќе сака да поразговара со колегите, дали е подобро за нив како ентитет да се раздвојат за советничките листи, со што би постигнале подобри резултати, што е по дефиниција неточно поради Донтовиот модел. Таа е првата вградена грешка во наративот, што всушност авторот сака да каже, а не сме да каже во тој момент. Вие излегувате, велите, не, точно не се телефонски комуникации, се работи за средби 2 до 3 со Ахмети. Се обидувам да логицирам дека ако постои некаква култура на соработка и доверба во Европскиот фронт, таквите контакти Али Ахмети ви ги пријавил. И од тој момент не верувам дека отсуствува било какво ваше љубопитство, што е тоа што разговарате, кој јас веќе сум тука, каков би бил тој пакт, заклучно со вчерашната средба пред која вие изјавувате дека Европскиот фронт е жив организам, отворен да се дополнува, да се гради и во таа смисла вратата е отворена, но прво мора да се признае грешката, да се извини господин Таравари, сега не знам дали на вас или на целиот тој блок и потоа ќе може да се разговара. Што всушност знаете сега од Мала Речица како местото кое ги акцелерирало овие ситуации? Може би сте били добриот консултант кој што им објаснил каков е карактерот на Таравари и колку далеку може да одат во оваа игра. Добро, сега, по големиот дел од тоа, нормално дека јавноста има право да прашува вака било, така било и не знам што, или она символичното Мала Речица, не треба многу да се дава значење на тоа, не знам, некоја мистика дека во Мала Речица, или тотално не се согласувам со она што... Не, може би се сретнувале на други места. Да. Не, она почетокот на најавата дувло на криминалот и така, не знам. Не, тоа беа цитати од соопштенија на Вред. Значи, знаете што, треба да се научиме и ние како политичари, како општество, дека криминал
дуво на криминалство, корупција и не знам така натаму, вреди да му се каже на некој кој има судска одлука за таква работа. Нели? И политички организации, не знам, може да бидат многу лоши во одреден период, па може да бидат и добри во друг одреден период, во зависност од политичката ситуација. Со тоа не дека сакам да се некого да бранам, него да се кажува тоа што е. Од друга страна, тоа е логика што важи веројатно и за ВМРО-ДПМНЕ. Ако завршија судските процеси, ќе беше поинаква конотацијата, сега на половина пат. Како се вели, тие може да речат дека тоа било прогон, затоа што... Мојата изјава вчерашна, јас така и размислувам политички, не од вчера. И во првите 100 дена, кога ние имавме една средба како Европски фронт, уште тогаш беше мојот повик да ја напуштат ова влада и да дојдат заедно да го направиме Европскиот фронт, бидејќи не гледам, знаете, многу работи ни се случија од сегашнава власт. Ние треба да си земаме лекции од држави и од минатото за да градиме иднина. Секогаш, во секое општество, има теми кои се објект на дискусија и кои треба да се решават. Обично државите и општествата кои ги имат решено отворените прашања, продолжуваат да се развијат, да станат уште помоćни, уште по-демократски, уште по-економски развиени и така натаму, како што е Западот. Ова не е конфликт од тој тип. Чекај, јас не велам дека е таков конфликт. Него затвараме теми кои треба да се објект на дискусија. Во тоа време и дискусиите можат да се водат и независно кој каде се наоѓа. Ние забораваме некои работи. Поделени сме на два блока. Ајде сега одговорите ми за ова директно, па потоа ќе зборуваме за други. Мене навистина изненадувачки дека волку силен судир е всушност потполно персонален судир или како се вели тоа друго низ ходниците. Си разговарал, се контактирал, секој што контактира со Дуи. Кога давам изјава за јавноста. Што вие знаете? Што вие знаете за димензијата на тие контакти? Изјава на јавноста, давам изјава за која е вистина и не е лага. Јас сум информиран дека е имало 2 до 3 средби. И понатаму не сте љубопитни зошто? И не било, ама знаете што, не знам, кој би верувал дека помеѓу два политичари, како што е господинот Амети и Таравари, дека имало само телефонска комуникација. И се во меѓувреме се случуваат сите овие работи. Нели? Јас не можам да бидам против некој да комуницира со некого. Не можам да бидам против тоа. Нели? И тоа од политичарите во политичката сцена. Ништо лошо од тоа нема. Знаете што е лошо од тоа? За жал, ние во овие краишта, не исклучувајќи и други држави во соседството. За жал, ние креираме политики врз, не знам, анатема која правиме за политичкиот противник. И после бегаме кој од ѓавол. Имате и вие такво минато. Затоа реков ние. Затоа мислам дека дури кога се обидувате да бирате зборови, барем во вашата глава стои минатото, на кој начин биле опишувани некој. Не се исклучувам, затоа реков ние. И после кога треба да се, не знам, негде да се поздравиме, бегаме кој од ѓавол, бидејќи сами сме ја создавале таква ситуација. Треба да констатираме, да си го признаеме и во иднината да не биде тоа, не знам, да градиме политички наратив и кариера што вие разбирате што всушност се случило? Што е тоа што го принудило Таравари сам да излезе на телевизија, сам да ги соопшти позициите и да ги отвори картите за игра? Некој би рекол, тој во овој момент има гулапна гранка, а можеше да има колку толку некакво гнездо, и сега до овој момент скоро се е нејасно. Тој сепак не е авантурист. За разлика од сите вас, знаел да ги довршува плановите на изненадување на сите тие да бидат добитна комбинација за него. Сега во овој момент... Вие вчера сте зеле дел од мојата изјава. Имаше исто така изјава, каде што ме прашуваат за господинот Таравари, реков, извинете, ама
јас не можам да го следам во неговите лаги. Бидејќи дневно испорачува по 10-20 лаги и не можам да коментирам јас лаги, нели? Јас уште не гледам некоја си одлука негова. Тој Во вашата политичка логика, што е смислата на овој? Тоа сакам да објаснувам. Следејќи го овој период, што се случило? Има одлука на владата за прекин на единственото негово постигнување во здравството, каде што е министер на, не знам, како постигнување цело време да се зборува за паркинг на клиничкиот центар. Мислам дека тоа не треба да биде некоја си, не знам, голем достиг на еден министер за здравство. А за жал се покажа дека ние како држава немаме центар за третирање на изгореници после трагедијата што се случи. И никој веќе не зборува околу таа тема. Дури се фалиме дека добро сме менаџирале. Во ред. Добро менаџирале нашите соседи и нашите пријатели кои ни отвараа врати, знаејќи какви сме, и ни дадоа поддршка за да ова трагедија помине многу полесно, со многу помал број на жртви, ама тоа треба да ја кажеме и другата вистина. Тоа не е наша заслуга. Не е заслуга на нашиот здравствен систем. Тоа е заслуга на здравствените системи каде што ги пуштивме нашите граѓани за да се лекуваме. Точно ли е мојата изјава во врска со ова? Не знам дали постои здравствен систем кој што во еден ден во толкав обем може со одговорност да истретира толку луѓе. И во ред е да се изменаџира и да бидат испратени. А центар за изгореници имаме ли? Па одамна го немаме. Немаме. Сега ни тоа не можеме да го ставиме на тереварија. Во ред. Сега, што ако тој меѓу одлуката за паркингот, смената на директорот во геријатрија, чувствува дека се цртаат некакви други линии или дека неговите непримерни комуникации според партнерите во владата стануваат проблематични и решава наместо друг да ја отвори играта, тој да ја отвори приказната со една прилично точна оценка за позицијата на вреди, за односот на албанците кон нивната партиципација, со едно за мене неверојатно издвојување дека со премиерот си е се во ред, него нешто само нас не ни оди. Тоа е играње со интелигенцијата на сите кон кои го испорачува тоа констатација. Зошто би излегол од тој пакет? Логиката е дека нови локални избори. Дозволи ми да објаснам. Диче, затоа направив и кога отворив теми за некои работи кои не сме ги решиле како општество, него напротив, уште ги продлабочуваме прашањето за легитимитетот кај албанците. Нели, не е решен тоа прашање и треба да се реши и тоа прашање, треба да најдеме начини, нели? И да се вратиме после на ова. Има многу работи. Прво, коруптивни афери. Видите, зошто требаше да се прекине таков проект, ако нема, предпоставувам, не дека имам докази, нешто внатре во целава документација како се направило тој проект и што доведе до прекин на проектот. Одма после тоа спомнавте директорот на геријатрија, кој излезе 2 дена од кога тој се пофали со сите директори и излезе со еден коруптивен скандал најстрашен од сите. Да му бараш пари на граѓани кои, не знам, ништо не бара, него кревет за кој цел живот имат работено и имат плачено придонеси на државата, за да не знам сега која било ситуацијата, не дека го знам лично, за да зема третман. И мислам дека тоа не е само корупција, него е нечовечност. Нели? Други работи. Влен најави минатата година дека многу брзо тие ќе станат една политичка опција, ќе се припојат. Нели? Тоа е тешко да функционира кога имаш предвид дека Влен е коалиција помеѓу 4 политички партии со 4 политички председатели на политички партии, да не кажам лидери, нели,
кој се знае дека никој нема да го прифати другиот за да биде председател. Од почеток не може да функционира. Тие си дадоа како решение, ај сега ова наше ветување и одлука да остане за да после локалните избори да го направиме Влен да биде една политичка опција. Што се случи? Во меѓувреме почна да се случи битка внатре кај нив, кој ќе биде председател на Влен, а таа најдобро би се постигнало преку внатрешно војување за да му оневозможат на секој од нив за да победи на општините од каде тие доаѓаат. Имајќи предвид. Сум ја слушнала оваа теза, дека теза. откако Таравари проценува дека нема да биде бегот од Гостивар, затоа што на терен ќе се одигруваат натрешните судири, тој решава да... за волја на вистината меѓу нив. Единствениот е Таравари, кој изгуби во својата општина за време на председателски и парламентарни избори, ги изгуби изборите. Нели? Тоа е факт, тоа е вистина. Добро. Сега, доаѓаме во ситуација кога тој дава најава. Имајќи предвид целиот овој период што се има случено. Непочитување на легитимитетот, укинување на балансерот, најави за укинување на одредени членови на Законот за јазиците и така натаму. Некакви си анкети кои Таравари ги објави, велат дека 70% од албанците се незадоволни од владата. Сега, ако зборуваме за владата, зборуваме за етнитет кој се раководи од премиер на влада. Така. Со сите политички чинители кои се внатре. Ама внатре се и политички чинители кои доаѓаат од ова Влен. Нели? Сега, според него, причината било незадоволството од Влен во владата. Во ваква ситуација тој креира можност, не сакајќи да ги изгуби позициите во власта, избегува од Влен за да целата вина за непочитување или незадоволство на албанците кон ова влада да припаѓа на Влен и овој заедно со премиерот да бидат оние добрите кои не се сака да си земат дел од таквата одговорност. И во ваква ситуација тој размислува за да постигне да ги добие локалните избори, не го интересира ништо повеќе од Гостивар. И поимот бегот од Гостивар, ви е точен. Да, добро, вие ги разбирате тие бидејќи секогаш така размислува, само за Гостивар. Нема дилема дека... Јас сум секогаш бил противник од таков начин на размислување на политички чинител кој сака да биде председател на една политичка партија. И такви се и моите чекори. Ако се вратите 2017. Не, сега да не се враќаме. Јас, Сакам да го довршам. Еве, ја разбирам сега... Како се изгради бегот. 2017 во првиот циклус на локални избори, јас бев прв во Струга со над 2500 гласови пред вториот што беше на листа. Господин Таравари беше втор со минус 1100 гласови од Невзат Бета. Јас направив такви комбинаторики и коалиционирање, имајќи предвид дека ги ризикувам моите позиции, него сакав да градам партија. И мојата власт ја дадов за да добијам општини кои се во 6-та изборна единица и тоа беше начинот како ние стигнавме од 3-та, 4-та политичка опција да станеме втора и конкурентна и да бидеме и прва политичка опција. Зошто одбивате, сега чувствувам како дека вие не сте повикани за никаква
индискреција, дали некаквата сигурна позиција за оваа игра на таравари сепак му ја дал Ахмети, иако сметам дека тоа длабоко треба да ве интересира и некако во јавниот простор да имате некаков однос дека ја браните позицијата која е внатре принципиелна, лолна и која подразбира дека вие сте апсолутно во тек со се. Еве да речеме, тоа била играта. Сакам одговорноста за владини политики кои перспективно нема да се поправат во однос на овој пакет со албанците, да остане за ова друштво дериватите, како ги нарекувате вие. Тој да се излече себе си како добар пријател на вистината, премиерот. Тоа е изрека на господинот Таравари, не моја. Тој прв ли има речено. Добро. Кога беше на власт со другите време. Но да тргнете во операционализација на тој план или треба да сте сигурни дека Мицковски секако ќе има желба да ве задржи во владата, без оглед какви ќе бидат вашите трикови на локалните избори, а од друга страна известноста што ќе правите на локалните избори мора да е поврзана со некаква гаранција на Ахмети. Инаку целата композиција личи на еден тотален аутсайдер кој представа нема како функционираат политичките рути, особено кога доаѓа нервозното време пред било какви избори, еве сега пред локалните избори. Се однесува на Таравариева, да. Не, во право сте, бидејќи знаете што? Јас немам не, зашто... Јас не велам дали сум во право или не. Што е вашата информација? Так. Што може да му понуди Европскиот фронт за тој да тргне во ваква операција која засега се нарекува ќе одиме сами, а ќе видиме од кого ќе бараме поддршка? Јас во целава оваа ситуација сум имал интерес да излезе вистината. Голата вистина. За тоа кој е господинот Таравари. И најдобро што можеше досега, тој ги даде објаснување и одговори на сите прашања и дилеми кои тој лажно ги даваше пред членството на Алијансата за албанците. Нели? За неговите потези, шо правил и така натаму. Излегува на крајот на денот дека не била неговата цел, не знам, да донесе промена и да донесе, не знам, дуи да оди во опозиција и да донесе нешто по-позитивно. Бидејќи промената е мерлива категорија. Не е промена само да викаш дека ева ото ние дојдовме на власт, тие си замина опозиција и веќе е донесена промената. Зборувам мерлива категорија затоа што ако, не знам, обичниот граѓани, албанец, македонец и другите етнички заедници се позадоволни од ова промена, тогаш да, имаме промена. Ако си представител на албанските граѓани, ако албанците се чувствуваат послободни во нивните права, попреставени и не знам, со повеќе можности за да се вработуваат, да градат живот и така натаму, тогаш да, имаме промена. Ако административците албанци, кои ги имаме во администрацијата, се чувствуваат послободни од тоа што било некогаш дека некој ги уценувал со работни места и така натаму, тогаш да, имаме вистински промени. Ама кога сите овие што ги спомнев и други работи не се така, значи тоа е промена на лошо. Нели? И сега, неговата цел по се изгледа беше да направи политичка партија за неговите потреби и да биде негде слуга на некој друг политички чинител за, ама цело време да има моќ и власт. Не треба да се избега Добро, и сето тоа го добро. Само да објаснам зошто, една што работа, е логиката сега, зошто би сакал да ја поврзам со Таравари. Не треба да се, од оваа анализа не треба да се заборави иницијативата пред година и нешто дена, кога Заев и Мицковски договараа влада без албанците, без ДУИ, и со неколку представници албанци, кој би била влада
додека Северна Република Македонија да биде членка на Европската Унија. И во тој заговор, нормално дека внатре, според информациите, било и македонската олигархија. Сега, кога веќе тоа не се постигна тогаш... Ова ви се приказни од мала речица, знам. Не се баш. Ја знам приказни, генезата на производството на тој наратив, во ред може да се продава... Не е баш така. Еве, можем да ви речам дека Мицковски остана доследен на тој план, дека Дуј нема да биде во влада. Се разбира тогаш кога се одвивале тие разговори, никој ни оддалеку не знал дека бродот на СДСМ ќе оди толку многу надолу, но самиот да стигне до 58 пратеници. А се прашувате зошто? До 58 пратеници, зошто бродот на СДСМ толку потона? Треба да прашате на некои адреси на кои сега заеднички подпишувате листи. Може да е планот. Може да го прашате и Кренар Лога, може да ви каже. Некои од последните епизоди како беа завршувани, кога тој одлучи дека нема да представува во собранието такви закони кои беа можеби пресудната точка, тоа е измените на кривичниот законник кој што Кренар Лога одби да ги застапува, но може да ви ја каже целата вистина. И вистина е дека ние сме одлучиле и како партија дека такви подршки, такви предлози нема да поддржиме. Заедно со и господинот Лога, и господинот Таравари беше председател на тоа време, и сега многу е некоректно да го спомнува господинот Таравари, господинот Лога, за министрот кој ги донесе тие кривични промени. Мислам, промените на кривичниот закон. Да инсистирам или немате намера да одите чекор подалеку за логиката сега? Колку е обезбедувањето на Таравари, кој е интересот на Европскиот фронт да му помогне на овие локални избори во некаква формулација дека ќе оди сам, таа мора да се обезбеди со ситуација во која Дуј нема да му конкурира. Во моментот додека зборуваме, ние немаме коалиција со Таравари. Или Таравари не е дел од Европскиот фронт. Па сега вчера се среќавате со Али Ахмети, веројатно го прашувате, во сето ова за мене нема логика. Која е логиката која вие произведувате за да... Али Ахмети има право да комуницира, да контактира со било кој. Кога ќе доаѓаме во моментот дека треба да се донесе некаква си одлука, треба тоа фронтот да го донесе како одлука. И тука сите имаме право на наш глас како ќе одлучиме. Вие ќе го поддржите Али Ахмети ако ви предложи операцијата со Таравари, ја водев јас. Играта за локалните избори е влог понатаму за парламентарните избори, мора да ме обезбедиме неколку добитни позиции и вие ќе треба да се изјаснувате. Слушајте ме сега. Вие ме прашувате дали јас бив прифатил господинот Ахмети да не сплоти заедно со господинот Таравари. Така ли? На крајот на краиштата тоа е прашањето. Мислам дека тоа не би било здраво за политичката партија Алијанса за албанците. Бидејќи тогаш треба да прифатиме дека ние сме креирани од страна на Дуј. Така ли? Се малку ке речев, па не е далеко од вистината. Знаете, не знам колку пријателите... Јас затоа го покренувам ова прашање. Колку пријателите воопшто ви кажуваат дека кој ќе го погледнеме пратеничкиот состав, велат Дуј има толку капацитет да може да ги наградува своите архетипски непријатели и дека има столче за тач, има столче за села и веројатно во некаква операција која треба да ја одигра Таравари, ќе има столче и за него. Коалиција, јас не тврдам дека коалицијата што се направи минатата година беше направена заради тоа што, не знам, Дуј немал потреба, него хајде да им дава столче на ово или на оно. Ние, како Алијансата за албанците, станавме дел од тоја коалиција. За жал, немајќи друга опција, бидејќи бевме без печат и не можевме, беа истечени роковите за пријавување независни кандидати и така натаму, единствено решение, две опции имавме. Или да не учествуваме, и да го прифатиме ова многу ниска игра на Таравари
кој ниту дојде... Се беше несериозно, беше вклучително една изјава, Таравари рече ќе му го дадам печатот, нема проблем, еве нека се направат сами, што се заедно... Знаете што? Значи, тоа беше ситуацијата тогаш. И немајте сега да се кажуваат работите како ние сме молеле или некој ни дал нешто. Ние дадовме придонес во тој фронт. Ние тие пратеници и сами можевме да ги земеме. Добро, ако ви велат сега и Таравари е придонес... Уште повеќе можда, нели? Ги знаеме ние кои се нашите капацитети, па затоа јас не ведам дека во таква тема може да влезе било кој друг. Бидејќи Алијансата за албанците, јас не сакам да ги земам сите работи дека јас ги имам направено, него поголемиот дел од градење на таа политичка структура сум го направил јас лично, шетајќи низ секое село, без разлика дали е на, не знам, на најгорната планина или во град и така натаму, и знам јас како го имам изградено, и затоа велам, не треба на никаков начин јас да давам таква порака, овозмувувајќи на било кој друг политички актер да биде тој што нас и не спои. Нели? Јас немам ништо против ако некој друг има друго видување, него јас имам моје видување и мој став околу тоа како треба да настапи Европскиот фронт за локалните избори. Па добро, веројатно би било чесно да му соопштите на Ахмети, ако вашиот разговор напредува со Таравари, ви кажувам однапред дека било каков договор на масата, кој што значи ние да се повлечеме за да возможиме тој во трката да биде победник, за мене неприфатлив. Претпоставувам тоа се никаквите честни позиции. Ова звучи како тоа веќе сум му го рекол. Дали е можен епилог дека во овој момент има сега една друга логика, дека Таравари како таков ќе мора да си замине, да се пензионира, дека ќе следи период на предземање, атаци, притисоци, има веќе гласови однатре кои се согласуваат, кои не се согласуваат, и дека некаква композиција ќе остане во владата, како да го нарекуваме тоа, алијансата што сака со Влен, веројатно, и дека во тој момент на еднаков начин Дуи ќе прогласи повторно победа, дека влетала на терен, ја покажала целата неверодостојност на приказната, неможноста да се лепи, и само тоа ќе го пролонгира периодот во кој што нападите ќе бидат уште пожестоки, зашто главната перјаница на оваа коалиција е веќе, како се вели, кокошка која не носи јајца. Знаете што, јас сум во тешка позиција денеска за да, не знам, интерпретирам и анализирам политички чекори кои ги прави господинот Таравари. Бидејќи, за жал, јас бев многу свесен минатата година, кога многу инсистирав дека Алијансата за албанците треба да оди сама на избори. Тоа беше многу важен момент. И сега во ваква ситуација кога зборуваме околу темата, се враќаме во тие одлуки кои требаше да и ги донесовме за волја на вистината. Минатата година гласавме сите, почнувајќи од мене и господинот Таравари, дека ние одиме сами на избори. И после обично тој избега од одговорноста, не се соочи со членството, со органите на партијата и донесе одлука по своја глава за да си замине во Влен. На некаков начин исте односот и сега на господинот Таравари. Сега, не дека има информации што се случува таму и како што се размислува, но мислам дека ако веќе Дуи господинот Ахмети со ова сакат да го контестираат легитимитетот на владата, мислам дека не го имат избрано добро политичкиот актер.
бидејќи господинот Таравари нема символика на политичка опција и политички и председател на партија кои го имат брането овој легитимитет. Него тој има символика на еден политички актер кој имат брането сервилност и имат прифатено за нашите политички представници да ги избира некој си премиер. Во случајот господинот Христијан Мицковски. Нели? Значи, тој е символика на тоа дека влада се прави со 61 пратеник. И ако сака да испровоцира, не знам, владина криза, не може тоа да го постигне тој. Бидејќи ја нема таквата символика. Ако може со 78 без легитимните избрани представници од албанците, зошто да не може со 73? Нели, ако се исклучи господин Таравари. Затоа треба многу детално да се анализира причината. Овој само прави скок. И такви му се изјавите. Сигурно сте слушнали. Дава изјави дека ние ќе конкурираме заедно со одвоено со советнички листи, а за кандидати ќе бараме поддршка од сите политички партии. И давајќи изјави дека од првиот круг ќе го победи Гостивар, бидејќи таму ќе му помогне не знам сам себе си дали ќе си помогне, ќе му помогне и господинот Амети, и Мицковски, и Венко Филипче, и Изет Меджити можда, и Билал Касами, и сите, и ќе добијат прв круг таму. Тоа ти значи исто како јас сега да излезам и да тврдам дека ќе го добијам и Чаир, и Тетово, и Гостивар, бидејќи сите политички чинители ќе ми помогнат мене и нема да истагнат ниту кандидатура. Нели? Значи, во такви игри тој сака да се спаси од моментот. И да држи и власт. Погрешно, според мене, е проценето, ако веќе некој размислува да донесе одлука, дека може да дава било каков придонес господинот Таравари во целите кои ги има Европскиот фронт. А ние треба да работиме повеќе на овие цели. Прашањето на легитимитетот, прашањето на... Се отвара прашање на она што беше и дел во времето кога се донесол Охридскиот рамковен договор. Охридскиот рамковен договор треба да ги гледаме како начела, кои треба да решават отворени прашања. Кои се тие? Па мајоризацијата. Ние постигнавме само кратко. Овој блок кој заедно го сакам во ред. Пауза за реклама. Господине Села, со одбрани зборови ја разбрав пораката на некаков јавен начин до Ахмети дека Таравари не е добар дел од приказната за легитимитетот, која станува сега носечка тема на Дуи во ова војна со пред се премиерот Христијан Мицковски, и дека поради сегашната одлука, веројатно, тој не може да биде додадена вредност на идејата за приказната, бидејќи на некој начин веќе ја компрометирал. Има впечаток дека како се доближуваат изборите, така се повеќе исчезнува било кој агенс дека ќе се еманципира така наречената албанска политика поради низа искуства, дека мора да дојдеме до точката на некаква модерност, одговорност која рефлектира кон сите граѓани, а не дека од системот сега ќе се обидеме да правиме уште повеќе Франкенштајн, затоа што за нашите интереси е сосема соодветно да опишуваме легитимитет и представување на начин на кој што дури сега и вие го браните. Не е неточна тезата дека 61 е услов за влада. Не е точно дека во духот на Охридскиот договор е дека мора да додадеме дека таа влада ќе треба да ја бираме со бадинтер, бидејќи владата не е представничко тело која штити
тој тип на пакет кој што Бадинтеровиот принцип го штити, да речеме, во собрание. Веројатно тие кои што го креирале јасно знаеле дека во законот за влада не може тоа да се вметне, бидејќи таа не е представничко тело. И сега, и во вашата кратка историја и сегашните предавања за легитимитетот на така наречениот победник од етничкиот блок, ве подсетувам дека кога Зоран Заев требаше да добие мандат, тој беше исто така победничка партија. Но требаше и Билал Касами, и Зијадин Села, затоа што основниот принцип на бројката беше важен. Заев ги немаше бројките во раце и не можеше да се остави мнозинство и да добие мандат. Инаку во секоја друга смисла, ако важи правилото на победник, ете и тогаш беше дуи победник, ама не врши работа. И сега вие или се прогласувате себе си за ДДВ албанци во таа приказна кој освен победникот седнали се подпишале да го возможат на Заев да направи влада. Како прво, голема дебата отвораме со тоа кој треба да се еманципира политички, ако ги делите албанци, македонци и така натаму. Ни еден случај. Ние во нашите... Не сакам да речам дека агендата и темите сега се стрикно само тие. Така. Мислам дека Европскиот фронт има искуство и политика да поноди повеќе. И не е висина дека отвараме вакви теми, тоа би било, не знам, некое враќање во минатото. Не, тоа е недобриот начин за да ја градиме иднината. Го спомнувате периодот и често се употребува... Но нека имаме многу време, ајде да бидеме динамични. Често се употребува примерот кога 2017-та ВМРО ги доби изборите и после не треба да биде правилото победник со победник. Бидејќи не е во исто рамниште. Победникот на еден дел е веќе решен со фактот што добива мандат. Во другиот дел ние треба да признаеме на вистина во Македонија. Тука има два најголеми народи кои се одговорни. Имат одговорност. Решен со тоа што добива мандат. И има одговорност за да ја градат иднината и све што треба да се гради во ова држава. А тие се две најголеми народи, се албанците и македонците тука во Република Македонија. И треба да градиш меканизми за да се чуват овие баланси во ова општество. Еден механизам не е скршен. Знам дека нема да се разбереме. Многу се скршени. Има едни детаи кои треба да ги разговараме за волја на вистина. Јас од друго почнав, а вие го свативте овој дел. Затоа логиката треба да биде мандатар со победник. Имајќи предвид дека има многу теми за кои албанците си барат со право да се реализира тука. Во темата за 20%. Ама нема таква формула сега, знаете како? Знаете како се станува мандатар? Рече дека сме на крајот на емисијата, па можеме да... Па добро сега измислувате формули кои не се точни. Знаете што, кога веќе не почитуваш одлука на гласач албанец за кој да го представува на власт утре и за себе го браниш фактот дека си апсолутен победник, значи со други зборови ти си ја најдол територијата каде што некој си ја изразува сувереноста, бидејќи и гласот е дел од сувереноста кој го има еден граѓанин, а мене ми го оневозможуваш истото. Ако не сакаме да прифатиме факт дека треба да најдеме председаните да ги преточиме во закони, тоа се прави сегде во светот, имаме еден председан, тоа треба да се преточи во закон. Ако не го прифаќаш ова, значи треба да дадеш одговор каде ќе биде таа територија каде што јас треба да гласам. Значи, на некаков начин не можеш да бараш да се чува унитарноста на државата, а од друга страна да не признаваш легитимитет од ова етничка заедница која е многу голема. 30%. Ама владата нема врска со легитимитетот, тоа се обидува. Избирате... Има, како нема? Како нема? Избирате 60... Извинете, според кој принцип премиерот станува премиер? Врз база на легитимитетот кој го добива на избори од страна на граѓаните. Да. На гласачите. Значи, тоа е владата, на гласачите. Да. Тоа е владата. И сега, како немало легитимитет. Вие за вашите гласи додавате јас сакам да зборам и за другата тема, не знам колку докаде сме со минутажата. Нели решивме за
да се прекине мајоризацијата. И во неколку нивоа тоа е решено. Друго прашање како е решено. Ево во собрание имаме двојно мнозинство или Бадентеров принцип. Истото го имаме и во советите. Но сега, зашто ти служи Бадентеровиот принцип во собрание и во советите, каде таму што е куполата на легитимната власт, кој може да укине секаква одлука, го немаш тоа правило. Каква беше одлуката за укинување на балансерот во Уставниот суд? Етничка. Сите суди македонци ги надгласува другите суди од другите етнички заедници. Албанци, па дури еден турчин има тука. Мислам дека има, нели? И ова е решение кој треба да се решава, да се отвара дебата. Бидејќи не можеме ние да се доведуваме во ситуација децении да носиме едно законско решение и после да треба само ден во Уставниот суд да се укине без истото правило според кое е донесен тој закон. Значи, ние треба да размислуваме, бидејќи отвараме теми со нашето политичко однесување. Сега во Уставот... Балансерот не бил гласан. Уставниот суд не суспендирал уставна норма за правична застапеност. Сега треба ние да донесеме во уставните измени треба да се донесе одлуката дека секој закон кој е донесен со Бадентеров принцип на ист принцип да се гласа и во Уставниот суд. Само така ќе бидат гарантирани уставните решенија, законските решенија кои сме ги донеле и го денесуваме и за воиднина. Ако се лоши, јас мислам дека нема и противуставни, никој албанец... Чекайте, вие имплицирате дека процедура која бара двојно гласање во собранието, вклучително и Бадентер, по автоматизам станува уставен закон. Не, надлежноста на Уставниот суд. Да има двојно гласање и во Уставниот суд. Нели се гласа? Ама вие со тоа му суспендирате на Уставниот суд или му додавате значења дека тој делува на било кој друг начин освен словото на Уставот. Тоа е заштитникот на Уставот. Да. Тоа што вие гласате закон со двојно гласање, не го прави по автоматизам уставен закон. За законите, и за тоа има компетенција Уставниот суд само од аспект на уставноста да ги проверува законите. Ние не треба да се доведуваме во ситуација да реализираме наши политички цели од политичката програма и платформа со тоа што да искористуваме механизам како што е Уставниот суд и после да тврдиме дека не, јас немам право да тумачам одлуки на Уставниот суд. Тоа се случува кај нас, за жал. И треба да се најде решение околу ова проблем. Немаме време, прегледував долги битки, како изгледале лекциите на Дуи кога тие биле во влада, од другата страна доаѓале други барања, па тие објаснувале има сега поважна агенда, оставете тога настрана, сега тие се во првата листа на барањата на Дуи. И тоа е еден огромен континуитет на подметнување, на жарчиња кои тлеат. Кога сте во влада, тие не се приоритет, кога излегувате од влада, стануваат најважни на светот. Јас само се надевам дека доволно ќе се еманципират и после оваа епизода граѓаните и ќе сватат дека битките за столицата некако станале поважни од било која битка за некоја точка која излегува надвор од овие прашања и можеби седи во Министерството за економија, во Министерството за правда, која најголемиот дел од граѓаните ја чувствуваат за посуштествено од обидот на темите кои сега меѓусебно се ги враќаат вленни Европскиот фронт или се обидува премиерот да ги менаџира од позиција мораториум на овие теми, мораториум на не знам кои теми, но тоа е циклус кој очигледно не завршува. Не, за жал, за изјавите на Дуи треба тие да одговорат. За мене многу секогаш се биле важни овие теми. И секогаш сум тврдел дека мораториуми за вакви или такви теми не треба да има. Ништо не спречава етничките теми да се отварат и да се решават, а и да имаме и добра економија. Бидејќи досега сме прогласиле мораториум, ама добра економија сме немале. На крај сме.
додека ја следам ова сага за принципите, образот, зборот, меч, кама, братство, како се вели, постојано ми се враќаат некакви слики и велам па првиот обид кога беа потребни од тоа што имате, тоа значи немате 2/3 во собранието, првата врата на која се тропна беше Дуи. Оваа организација на влада, имаме благодарение на измените на законот кои помогнати со Дуи се донесоа, вие не гласавте. Така е. Вие не гласавте за тој пакет и се разбира дека оваа гужва е пред локалните избори. За волја на толку вистината... лесно се договорија за измена во законот за локални избори, токму да останат градоначалниците кои се еднакво колку на Дуи, на Алијанса. За жал, на крајот и демократијата е бројки, него сакам да додавам на она вистината дека ние не гласавме за ова влада, мислам за промена на законот за влада, не дека бев против, бидејќи нема зошто да бидам против да има промена на министерства и така натаму. Друго е прашањето дека ево албанците ги ставиле со министерства кои немат некакви. Поентата ми беше... Значи во тој поглед, ево ќе се променат, земи си по... Не, поентата ми беше дека апропо сегашната црвена линија, дека тој што контактира со Дуи, и овие одлуки не може да се дојде без да се контактира со Дуи, така да. Тоа е една вистина. Не ја разбирам моралната полза за лекција кон други кога истото го правите ви. Вако, би поддржал, ако треба 80 гласови за промена на законот за влада, јас би дал глас ако одиме со логиката 80 за све. А тоа значи и уставни промени и не застој, како што имаме сега за Европската Унија, него денеска веќе да имавме отворени поглавја за членство во Европската Унија. Еве, оваа тема можеше да биде можеби изгодна, важна и за граѓаните, добра причина за полемика во владата, каде сме советувањата, што правиме со планот, ама за жал се измести, дојди кажи ми колку пати си се видел со Ахмети, што ти ветил, што можам јас да ти ветам, избери страна, тој што пружил рака со Ахмети не може да биде наше добро друштво, но тоа беа вашите прашања, јас ниту се мешам некогаш кога дам емисија што ќе ме прашат, и јас се обидов да давам одговор. Благодарам. Ви благодарам што бевте гостин на Вин вечерва. Благодарам на вас. Почитуване ви благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија. Пријатно.